Во тек е конститутивна седница на Советот за безбедност. Прва средба откако председателката Силјановска Давкова е на функцијата. Во Вила Водно се и директорите на тајните служби. Во овие вести го вклучуваме колегата Миомир Серафиновиќ. Миомир, имаш ли информации што точно се расправа? Па да, Весна, како што кажа, веќе после 6 месеци по изборот и по назначувањето, преземањето на председателската функција, председателката Гордана Силјановска Давкова го свика Советот за Националниот совет за безбедност на прва конститутивна седница. На неја се присутни и пристигна редовните членови, постојаните членови, тоа се председателот на Собранието Африм Гаши, председателот на владата Христијан Мицкоски, министрите за внатрешни работи, надворешни работи, за одбрана Панче Тошковски, Тимчо Муцунски и Владо Мисајловски, како и представниците избрани назначени од председателката Силјановска. Станува збор за експертите Малинка Ристевска Јорданова, Владо Спиридонов и Джевдет Хајредини. Како што напомена, покрај тоа што се повикани редовните членови, постојаните членови на Советот за безбедност, председателката ги повика и двајцата директори на тајните служби, на Агенцијата за разузнавање Габриела Јаковлева и новиот директор на АНБ Бојан Христовски, а присутен е и генерал мајор Сашко Лавчиски, началник на генералштабот на армијата. Пак напоменувам, ова е прва седница на новиот состав на Советот за безбедност и тоа што може да се каже дека потполно целосно е нов. Политичарите нели се заменија по изборот на новата влада, председателката назначи нови членови по незин избор за членови на Националниот совет за безбедност, а двете тајни агенции во меѓувреме во изминатата половина година добија нови директори и на претходниот началник на генералштабот му истече мандатот и исто беше назначен нов, односно дојде на првата позиција во армијата генерал Сашко Лавчиски. Она што нас најмногу не интересира, дали покрај другите работи кои се прифатливи, односно кои се знаат дека се прават на една конститутивна седница, дали не имају определени други теми, бидејќи безбедносниот сектор изминативе неколку месеци беше многу актуелен. Од кабинетот само кратко ни кажаа дека ќе се конституира советот, а како тема сигурно ќе се разговара и за актуелната безбедносна состојба, бидејќи станува збор за прв таков состанок. Денеска на една пресконференција се обидовме да го дознаеме повеќе и од министерот за внатрешни работи Тошковски, но и тој беше така мистериозен и не откри многу еве неговата изјава. Денес во 3 часот ќе се одржи конститутивна седница на Советот за безбедност, така да сметам дека соодветно ќе информираме јавноста за сето она кое што е предмет на денешната конститутивна седница. Како што напомена Весна, како повикани на Советот за безбедност се присутни и директорите на двете тајни служби, на Агенцијата за разузнавање Габриела Јаковлева и на АНБ Бојан Христовски, како и началникот на генералштабот Сашко Лавчиски. За сите овие три сегменти од безбедносниот сектор на државата и назначувањата на нови челни позиции и во разузнавање, и во АНБ, како и во генералштабот на РМ, Антикорупцијската комисија отвори постапки поврзани со исполнување на условите за добивање на функциите на дел од овие лица кои се присутни тука, но и за дел кои се назначени на заменички позиции, особено во Агенцијата за разузнавање. Сепак и покрај сето тоа, тие се важен сегмент важна алка во безбедносниот сектор и поради тоа се повикани. За повеќе информации ќе треба да го чекаме соопштението од кабинетот на председателката, бидејќи според досегашните најави, иако станува збор за конституирање на овој Национален совет за безбедност, не се најавени изјави од председателката. Весна? Ти благодарам, Миомир, за ова вклучување.